Гикови. Чекай на фаца. Значи мене стварно не ми се допаѓа што немам кадар. Да можам да се квапава. И Пецо нема. Пецо смени на широк бе Пецо бе. Значи вака е болја, ама ај врати го сега него да најави. Не бе, шо, кажи си шо Ништо долго си кажав, сакам кадар, ама немаме буџет за кадар. За мене. А шо треба најавам ја? Костин, можеби. Дечки, здраво живо од студиото на Радио МОВ и денес и оваа недела на гостини е Александар Мики. Со големо задоволство и чест ни е што си присутен. Мене ми е чест и задоволство. И што поштуваме зелено. Да, Да ми според ти се зелено сед. Ама да ти се се стреч. ти се поише хипстер зелено, знаеш? Да, јас Ние сме сум она така underground зелено. така. Гаси да не се потива. Микич, прво прашуваш ги прашуваме сите како си, шо правиш, Добар бе, добар. како беше патов до студио. Малце тоа GPS-от turn left, turn right, ама се снајдов на крај. Ертено заебано место сме. Никој нема се. Кој има дојдено да се снајде точно? Никој. Тие што биле еднаш, брат. Па знаат више. Аха, втора пат. Еднаш, ама брзо. Да. Што не биле 2-3 години, пак заборава. Ја првиот пат до душе кога дојдов овде и ја бев малце као изгубен, и викам ај по Патчево да идам шо има на крај на Патчево и си прочитав Младински образовен форум и чека викам МОВ, добра е. Тука сум. Некој беше прво доаѓаме заклучено. Да, И да. се заебавме, Пецо не ни вече тука ќе не уби. И Кире беше тогаш. Да. Микич, пошто имаме многу теми за муаве да разговори. Така да ќе почнеме малце да збориме актерство, па ќе фатиме друштвени игри, од све по нешто. Може да ми раскажеш онака како започна со глумата, како ти дојде прва љубов да ти е глума во животот. Прво сеќавање на. Па, мислам дека таа љубов датира уште од средна школа. Кога бевме средна школа, бевме така доста една бунтовна генерација која сакаше да се ги искаже своите ставови за се. И мислевме дека најподатлива почва за тоа е театарот. И формиравме една театарска група, се викаше Чвор, и направивме едно 5-6 добри во тоа време аматерски представи, ама народот сакаше да не гледа, постигнавме доста голем успех, представите ни беа полни и од тогаш некако се заразив со театарот и решив и професионално тоа да го правам. Сте ја правиле таа представа во школото, во средното? Да, ние бевме во Корчаген и во таа група единствени што станавме да се бавиме активно со театар сме ја и Христо Васил. Сите други некако си најдоа некој друг пат во животот. Настрана од Да. Значи, буквално основно и средно правење представи, љубов кон Па, театар. да, тоа и мод многу, во тоа време мод ни беше едноставно огледало на тоа што се дешава у театарот у светот, нели нормално идевме и на представите што беа на репертоарите на македонските театри, ама кога ќе дојдеше мод, тоа беше месец дена празник за нас, буквално се гледавме. Така да и МКЦ у тоа време ни ги отвори вратите, фактички ни даде простории за вежбање, ни даде сцена, ни даде се што ни треба. Ние бевме презадоволни и буквално таму спиевме, јадевме, творевме, живеевме за театарот. Како деца, како решавате дека оваа представа сакам да ја правам? Добри текстови од кај се наоѓаше? Кои беа например примери, идоли во тоа време? Па во тоа време експериментиравме со театарот, со разните форми што ги дава театарот. Нормално не ја знаевме ни вистинската, ама
бевме, бидејќи гледавме и такви представи кои беа невообичаени, нели, за нашето подневие, далеку од, нели, Бегалка и македонска крвава свадба и таквите. Правевме и такви представи во кои пробувавме да го изразиме нашиот порив, да му даеме некаква форма. Така да и сами пишувавме текстови, бидејќи мислевме дека сме доволно мудри да кажеме нешто. Мислам дека бевме со Арто фасцинирани, со другите писатели у тоа време кои беа некоја си авангарда. Може малку мина знаат, ама некако после средно губиш некоја љубов кон театар и се запишуваш на замјоделски за хортикултура. Да. Ама после се продолжуваш ФДО. Па не, види, некако, бидејќи театарот не беше хоби у тоа време у средна школа, а мислев дека за да се запишеш на ФДУ треба нешто посебно да си овакво, решив едноставно да се запишам на хортикултура. Тогаш си идеш и у војска, нели, завршуваш средно, пишеш факултет, одиш у војска година дена и некако у тој период цело време паметот ми беше у театарот. Ја од кога се вратив од војска, завршив уште цела година, мислам дека само еден испит ми остана на хортикултура недаден и решив дека не, тоа за мене дека ќе си ја пробам среќата, па што сака нека биде. ЕПП со Дебеле гикови. Дечки, сакаме да ви го најавиме настанот кој што го прават нашите пријатели од Пагода во организација на Институтот Конфуција во Скопје, кој што се вика Кинески федери, символ на пролетниот фестивал. Настанот ќе се одвива во два дела, што ќе ги прочитам за да не ги сгрешам. Првото е предавање за Кинескиот пролетен фестивал и фестивалот на фенери, или познат како Шен Јуан фестивал. Вториот дел од настанот ќе биде работилница за изработка на кинески фенери. Влезот е тотално бесплатен за секој што сака да го посети настанот, но доколку сакате да учествувате на работилницата, мора да се пријавите на линкот во био кај Пагода. Се гледаме во центар Јадро на 15 февруари со почеток од 12 часот. Да, баш спомна војска, како например цела година у војска да си, немаш театар, немаш глума. Кој е чувството накрај? Многу зафркнато. Кај сите турци таму и гол асан, како вика таа пословицата, тогаш сите идеа у војска и нормално беше да се отиде у војска после средно, ама некако година дена мислиш дека е стварно големо губење на време. Од друга страна па мислам дека треба да се иде у војска. Зошто? Затоа што во тоа време ти си на некои си 18 години и војската ти дава, те учи на една дисциплина, на работи кои до тогаш си немал можност да се сретнеш и мислам дека за билдање на личноста е добро да се отиде, не мора да е година дена е стварно премногу, ама едно 3-4 до 6 месеци би требало секој да отслужи. Например, мене ми беше фасцинантно тоа, доаѓаш млад, изгубен целиот, не познаваш никого, милион луѓе, сите гуштери као тебе, така се викаше младата војска, гуштери или фазани. Те шишаат, предходно си имал, нели, некоја долга коса, нешто си филозофирал, си читал книги, си мислел дека целата мудрост на овој свет си ја фатил и одеднаш доаѓаш таму и си еден исто као сите други, бидејќи таму прво што ти прават, те шишаат, те бањат, ти ги зимаат работите од цивилка и после те облакаат у војничко. Имаше, не знам, у другите како е, ама кај нас беше така, облечен само во тие војнички гаки и мајца и одиш по еден ходник и ти дават една шаторка и како одиш со шаторката по ходникот ти фрлаат од разни врати разни работи, например 3 пара мајце, 2 пара гаче, 4 пара дуге гаче,
една летња панталона, зимска, идеш и одеднаш, излагаш ти од тој ходник со една препуна, огромна ваква шаторка, препуна со алишта. И ја врзуеш, не можеш да се однесеш едноставно до спаваона, и доаѓаш у спаваона и ти викаат, вика, се, ова е твоја касета, касетата е мала, многу, значи, 2 полички, долната една трета и толку, нема нешто, да кажеме да у тие средношколски моменти, тоа е као кога се соблакаш, фрлаш мајцата, она, да ја попуниш целата. И они ти викаат, спакувај се сега тука. И ти просто мислиш дека е... Спакувај се у касетата. Невозможно ти изгледа тоа да сите тие, тука имаш и градско дело, работно зимско, работно летно, градско летно, имаш ветровка, за оград имаш ветровка, за работа имаш еден куп работи и ти вака си изваден од памет и нормално те гледа дека ти си изваден од памет и кад на стара војска, отвори му, покажи. Ке отворат, ти гледаш дека таа касета има уште толку простор да ставиш како е тоа све фино спакувано. После таа, од кој ќе научиш да се пакуваш така многу работи у мал простор, супер доаѓа сега у животот, значи да се спакуваш. Па да, посебно кога си иде у есен или у градов, па ќе купиш еден куп борд геймови, па мора да ги спакуваш у мал куфер да ги набуташ. Ке фатиме за тоа. После војска продолжуваш на ФДУ, не се лажам у класа на Кирил Ристовски. Да. Како е? Си се спремил, браво. Новинари, значи. Новинар, бивши глумец, јаке ови работи. Како е животот на ФДУ? Пошто до ден денес ФДУ за сите онака кубење коси да се влезе, на моментот на влегување и сваќаш, оке, тоа е тоа, продолжуваме. Па, нели, значи ја се премислував еден период дали да идам, дали да не идам, да желбата сепак победи и реков на крајот на криштата, ако ме примат, па ќе видиме, ако не ме примат, да сме живи и здрави, ќе пробаме уште неколку пути, па после, ако треба, ќе се откажеме. Не се кога ме примија на ФДУ, мислам дека стварно онака ми се оствари еден голем сон, дека конечно ќе го работам она што го сакам. Проблемот беше во незнаењето дали си ти доволно добар за таа професија. Пошто бидејќи цело време ти е испит, посебно првата година. Се што правиш е некако ставено под будното око на професорите, бидејќи во тоа време бар беше така, не знам дали е се уште така, ама првата година е елиминаторна. И, значи, имаш еден до крај на прв семестар правиш разни етиди, пишуваш монолог, работиш на часови, се тоа се става на кантар и на крај на семестарот се полага колоквиум и кажуваат дали идеш дале или не идеш дале. И целата прва, нели, до крај на првата е некако као елиминаторна година, каде што им се дава шанса и на луѓето кои, например, на приемен ќе покажат нешто, ама не се до крај отворени или не се до крај спремни, па им се дава шанса за да се види дали тие ќе се развиваат. И така да првата година беше у еден доста голема желба да се покажеш и докажеш дека вредиш да останеш таму, дека вредиш да студираш. Да. Така да тој период знам дека доста работевме и као класа, си помагавме се. Овакво, доста луѓе падна на тој колоквиум, некои незаслужено, некои се и врвни глумци сега у моментот кој продолжија понатаму со други професори. Во секој случај,
периодот на студии ми е еден од најубавите периоди во мојот живот, бидејќи тогаш се формираа и тие класи на режија, цело време бевме таму, буквално од Сабајле, кога ќе си фатиме, почнувајќи од тие обични часови, као што се историја на светска, историја на македонска драма, до актерска игра, сценски говор, сценски движења, ама поинтересно од се беше што сите ние нешто правевме, значи дали бевме дел од режисерските представи, дел од нашиот испит, дел од филмовите што се снимаа тогаш на ФДУ, така да е еден од најубавите периоди. Колку се запишувате тогаш на ФДУ? Па за 10 како студентски или малку? Па зависи, мислам дека околу 5-16 бевме на почеток во класата. Со тоа што имаше 3-4 што дојдоа, што квадрираа година и ние бевме некои си 10 луѓе, 12 можда. Значи секогаш ги бирале онака best of the best за влегување. Па самиот приемен е доста Да. травматичен, бидејќи се пријавуваат некаде околу, да кажеме, 100 луѓе у тоа време, сега можда и поише, не знам колку, и сега ти од тие 100 треба да влезеш од тие 5-6 што ќе те одберат за тој уписен рок, а 3 имаше. Нормално во првиот уписен рок не го пополнуваат целиот број, оставаа да има и за вториот, третиот да се упише, така да беше доста Што држнеден. монолог имаше на упис? На приемен испит имаше прво во тоа време имаше монолог по собствен што избор. монолог имаше ти? Да. А ја го имав Треплјов. Од Галеб, едно мало парченце интересно, имав и уште еден монолог за бекап, требаше да си има песна по свој избор и песна што ти ја даваат како обавезна на ФДУ, нели, за да видат нешто, дали е тоа емоција, дали е тоа мислат, како знаеш, во секој случај си имаат зошто даваат одредени песни, да се обавезни песни. Значи, тоа се трите работи кои требаат и може евентуално да те прашаат некоја имитација да направиш, да пееш, да играш, и такви работи. Тоа е првиот дел. Ако влезеш во тоа, тогаш се работи уште недела дена со тие што влегле во првиот круг, и има уште еден испит, тоа е вториот круг, значи после недела дена, 7 или 10, не се сеќавам сега точно колку, каде што ти даваат нешто обично контра на она што си го имал, да кажеме, ако си правил некој комедија, ќе ти дадат мелодрама, трагедија или така. Мене, например, ми го дадоа истиот монолог да го правам. Одново истиот, и многу ми беше чудно, викам, зашто сега сите други добиваат различно, а ја истото треба да го кажувам. Поентата им било, нели, после ми кажа професорите дека сакале да видат дали можам, дали се врзувам за нешто што ми е научено и не можам другачи да го кажам, освен тоа што сум го научил. Дали имам можност за моделирање на тоа, ако нешто си го научил, а не треба така, или може другачие да се испроба тоа можност на трансформирање. Од трета година те зема познатиот Димитрije Рули Османли во неговата класа. Нормално првиот официјално дипломиран режисер и креатор на прв македонски филм Мирно лето. Кажи ми со него работата на ФДУ како е? Колку он ве направи тоа што сте денес? Професорот Димитрije Османли Рули беше во пензија тогаш. Тогаш на ФДУ беше владееше некој експеримент дека глумачките класи не треба да бидат кај еден професор, да не се заучат само на неговиот стил на работа. И имаше дека првите 2 години треба да те води еден професор, па трета
друг професор и четврта уште еден професор на крај. Така да Кире Ристевски и Влади Цветановски не водеа прва и втора година, и трета требаше да дојде професор. Арно ама пак го сменија статутот и почна да се зимаат класи по 4 години. И ние фактички останавме у една меѓузона каде што немавме професор, па затоа го викна професорот Димитри Осман, кој беше веќе во пензија, да не доврши нас. Со него Морам да кажам дека научив што е комедија. Бидејќи тој човек стварно ја познаваше комедијата многу добро, и што ми беше многу чудно, бидејќи не правеше вака некој што се ви смешки, едно друго, во глобала беше доста сериозен, ама знаеше да направи другите представа во која другите сите ќе паѓаат од смеење. Со него негде рани 90-ти ја правите познатата Народен пратеник, која што денес има, како се вика тоа, риран од ново, риран. Така некако му доаѓа. Со Јордан Симонов и со други глумци. Народен пратеник реално е представа што може да се напише и да се глуми секое време, буквално и за 100 години. Како е тој период да играш у Народен пратеник? Многу интересно беше што Народен пратеник фактички се роди, се направи кога се роди Македонија, македонската држава, оваа последна што ја знаеме. И никој од нас не беше спремен на тој плурализам, што, мислам, ја бев и премлад за да се бавтам со политики и со такви работи, ама мислам дека и постарите не знаеа што значи тоа многу партии, бидејќи претходно била само една комунистичка партија, или си член или не си член, и тоа е тоа. Немаш избор, Немаш избор. А од сега одеднаш се појавија многу партии, се појави и представата одма на самиот старт. Така да мислам дека представата добиваше своја популарност како растеше земјата. Така се освестуваа работите што значи пратеник, што значи желба, што значи амбиција за власт, што значи непотизам, што значи сите тие работи. А Нушич ја има направено феноменално таа драма. Ете, еден податок дека ја пишувал на 17 или 19 години, не е важно. Во секој случај многу млад, ама како да не сме мрднати од тоа време до сега. Значи, менталитетот на народот е истиот, карактерите се истите, желбата за власт е иста, ако не и поголема. Има некоја причина зашто после 200-250 изведби е прекинат од негде 2008 или само едноставно е падна интересот? Па не знам што точно се случи, зошто се прекина. Мислам дека според мене можеше уште да трае представата. Нормално после 250 изведби и не знам колку десетина години играње, нормално дека е све тоа малце ветво и костимите и сценографијата и се, ама во секој случај можеше да се обнови. Не знам која беше точно причината зашто представата не се игра. Која да била едноставно више. Да. Има некој риран денеска што може да се продолжи. Интересен факт, преска го гледам репертоарот на МНТ и видов дека за месец февруари само глумиш у 6 представи. Мој термин, Кесна десетка, Народен пратеник, 12-ка, Торонто експрес. Како е едноставно, како човек, да можеш у 6 други улоги да влезеш едноставно и тоа да е ден за ден, пошто улогите беа сабота, понеделник, вторник, среда, четврток нема и петок уште една изведба на друга представа. Она техниката на влегување у 7 улоги, ајде у животот да кажем. Од кои што 6 се представа. Процесот на работа на една представа е процесот кој трае, да кажеме, минимум од месец и пол па до 2-3 месеци, во зависност од делото и материјата која се обработува и колку е тоа комплицирано. Така да во тој процес на истражување, на работа
во представата, значи во истражување на ликот на намерите, ти едноставно доаѓаш до еден како да го кажам, тоа не е продукт, ама до едно решение, до едно откривање на работите, стигаме сите заедно као екипа и после, од кога ќе се склопи целата представа, се прават уште прогони едно друго за тоа, да се увежба и да се направи и едноставно, кога ќе дојде време за играње, многу ти е полесно да влезеш у целата таа приказна, затоа што го имаш тој процес на припрема голем. За разлика од филмот, каде што глобала, процесот на спремање на улога е многу помал. Макар што во последно време и филмските режисери почнаа да прават сериозни проби и да работат пред продукција со глумците, не само значи за локации за бирање, него да се прават проби, да се анализира, да се испробаат работите и тоа мислам дека вродува со уште подобри филмови. Може да признаш дека за театар добра екипа за представа го прави процесот онака да е течен и да влегуваш у лик одма онака. Па некогаш ќе се мачиш без разлика дали е екипата добра или лоша, некогаш едноставно нема да можеш лесно да дојдеш до некој резултат или до посакуваната цел. За мене лично секој од глумците си има различен пристап на работа. Различен им е процесот. Многу е битно да си го најдеш својот собствен, за да можеш тоа да го истераш до крај. За мене е многу важно ја да го видам ликот, да знам кој е. И после ми е лесно да му влезам во кожата, ако знам кој е, што е, како мисли, зашто е тука, што му се намерите, после зборовите сами излегуваат. Дојде ли некојаш, например, не за тебе лично, да кажеме за други, 6 улоги, онака да речеш, чекај маце, кој сум јас на момент, кој сум јас кога сум надворот на оштиците што живо значат? Или све е само припрема, работа на себе? У суштина е доста опасна професија и малку фали за да застраниш, ама мислам дека па тој издувен вентил и таа можност што ни е дадена да бидеме други тие 2-3 сата, тоа ни дава можност да бидеме понормални во нормалниот живот. Така, мојот професор Кире Ристевски викаше глумецот не се гледа у кафана, не е тој што ќе влезе и ќе прави. Глумецот се гледа на сцена, вика. И таму вика, и ја некако тоа си го врзав у крпче и сцената ми е еден издувен вентил за сите работи што ме мачат. Сите проблеми или такви работи што се дешаваат, наставно искачаш на сцена и ќе си се истера тоа. И тоа преку друг лик, што е многу интересно. Кажи, нормално е и ти кога си во процес на стварање на работа на ликот да ги пробуваш работите и во нормалниот живот. Ама тоа мора да го правиш мудро, како се вика, не да те обземе ликот и да станеш некој друг и во приватниот живот и после да не можеш да се вратиш. Не, напротив, кој ќе чуеш лагворд, кој ќе чуеш ова, ја често знам да си ги испробам работите и да видам колку е тоа верно. Имам едно прашање што сакам да прашам глумеце, не ми текнало гораз да го прашам. Дали глумците глумат во приватен живот? Зашто? Па за било што, онака, ако не му се свиѓа пример на местото каде што е, да глуми, дека му е супер окей. А кој не глуми во приватен живот? Има ли некој што едноставно за нешто да избегнеш конфликт или ова ќе се направиш на 3,5 ќе проголташ или или обратно некаде ќе викнеш ќе направиш, а не мислејќи така.
Сакам да кажам дека е малце у суштина, ние сме за да глумиме на сцена и на филм. А во приватниот живот се трудам да си бидам Микич со сите мани, со сите фалинки и сите доблести. Добар за мојот прашање, може и малку потешко и подвалго прашање, ама како фактор си ти? За како фактор се сметаш? Мислам, освен најдобар. За крупен. Не, поима немам, не. Мислам дека сум искрен. Значи, мислам дека искрен и емотивен и мислам дека тоа ми е моето најголемо оружје. А какви представи ти лежат, пак поише ти лежат комедии, него ли драми или нешто така или не? Тоа Порано, еден човек ми кажа, вика, уште млад која бев, вика, најди си го фахот. Вика, да знаеш кај ќе бидеш најсвој, кај ќе имаш најовакво. А ја па упорно не кев да си го најдам својот фах. Јас сметав дека ако ми е дадено широка лепеза да играм, не сакам да викат, добро, тоа Микич у реду е, тоа ќе го игра Микич. Не, едноставно мислам дека треба да се најде широка лепеза и да се пробаш и во комедија, и во трагедија, и во мелодрама, и во современи, и во антички драми, не е важно каде, и да пробаш да го дадеш својот максимум и да не изневериш во ниеден жанр. Така да цел живот се трудев да направам некои такви работи, да бидам поразличен во се, да се трудиш, некогаш ќе успееш поише, некогаш помалце, ама едноставно тоа ми е желбата да го направам. Така да мислам дека убаво се осеќам и во комедија, и во трагедија, и во мелодрама, и во се. Така да секоја представа ми е нов предизвик. Ја кога научив на почеток дека не треба да бегаш од малите улоги, мислам дека беше најголемата придобивка за мене, затоа што кога си на почеток, млад посебно, мислиш дека цел свет можеш сега да го земеш и да го кренеш на мускули, дека тебе едноставно ти следат големите улоги. И одеднаш во подела ќе се видиш дека имаш некоја си мала епизода, дека имаш споредна улога и пола од процесот ти се нервираш, леле, зашто кога може, леле, ова како ја ќе го направев, леле, и сваѓаш дека процесот завршил, дека ти си излегол на сцена и не си направил ништо со таа малецка улога. И кога сватив дека секоја малецка улога ти имаш време да ја брусиш месец и пол за неколку реплики, за 2 појави, 1 појава, 3 појава, и викаш, па чекајте, ја можам ова да ситно да го избрусам, да направам од ова мало парче дијамант еден таков уникат што го нема никаде. И кога ќе почнеш така да размишляш за улогите, сваѓаш дека со тоа мало парче ти можеш во даден момент од представата да блеснеш и сите да го запамтат тоа малецко парче. И мислам дека тоа е најголемиот бенефит што го научив тогаш, дека не треба да викаш леле и цело време да идеш со една нога, не ти иду театарот кога идеш на проба, затоа што имаш малку и се нервираш и гледаш дека другите имаат повеќе. Напротив, направи го до крај, блесни, па тој блесок некој ќе го забележи, па ќе ти даде поише и ќе си стигнеш до она што ти следува. Тоа е добро, например, пошто уште од почетокот глумиш Хамлет. Што ќе глумиш над Хамлет? Што е подобро? Па види, има многу. Не, има. Сакам да кажам, ако глумиш, ако си уга на најголемото, што е после тоа? Кој е следниот врв? Вака е боле риче по риче да искачуваш за да искочиш цела планина. Па така е, сега некои идат со побрзи чекори, некои со поголеми чекори, некои поситно,
некој ќе треба сите скали да ги искачи, а некој со лифт ќе се качи, така да На тие со лив што се качуваат тебе најубаво. Да. И у обичниот живот тие со лив што идат мука немаат. Кога сум више кај качување врвови, нешто онака периодот во МНТ се дешаваат многу две интересни представи, тоа се дефинитивно 12 и Народен пратеник. Ќе почнам со 12-ка, со Народен пратеник, како е одново да се влегува во таа позната улога. Малце спомнавме, ама после толку 20 на години. Да, сега во Народен пратеник ја играм улогата на Јеврем Прокич, тоа е главната улога во Народен пратеник и голем залак е едноставно, исто и режисерот е огромен, значи тоа е Егон Савин, многу познат режисер од Србија и професор на академија, така да едноставно голем предизвик ми беше да се седне и да се направи целата представа. Нормално не знаев каков му е концептот, што како ќе работи во ова, ама некако Народен пратеник цело време ми е во главата, затоа што сметам дека времето на Народен пратеник е сега многу погодно него за времето кога ја правевме, кога игравме на почетокот пред некои 20-30 години, колку беа, кој да ги брои, нели? Така да, мислам дека едноставно процесот беше доста тежок, ама дека направивме добар продукт, што публиката со задоволство Кој е променето всушност? Не, ние играме регулар, значи играме во времето во кога е пишувана, значи тоа е периодот на Краљевина Југославија, дејството се дешава у Скопје, со желба, нели, тогаш се одело на парламент во Белград. Така да се збори староскопски говор, нели? И интересно е, добра е екипата, стварно е супер екипата, сите у екипата, значи почнувајќи од Тони Михајловски, Јордан Симонов, Тања Кочовска, Дарија Ризова и јас. Текстот е доста скратен, значи представата трае некаде околу сат и 20 минути до сат и пол максимум. Многу ликови се скратени, ама е земена есенцијата од представата. Сакам да кажам, не е правена адаптација, не е модернизирана, се дешава во тоа времето, него поглед на тоа ги има скратено сите небитни работи од представата, ја има оставено само суштината и е една голема сатира на целото општество. Да преминеме на 12-ка, ние 20 уште немаме гледано, ама имаме карти за 28-ми. Да. Едва чекаме онака да дојдеме на 12-ка. Представа што буквално се распродава во секунда, сите ја зборат, сите го зборат процесот на кој што е правена представата. Можеш ли од твој аспект да го кажеш? Како уживаше при процесот, бидејќи 12 габаритни луѓе од МНТ, све познати актери, глумци што ги сакаме, што ги обожаваме. Сите го кажуваат дека им е најубаво. Мислам дека со самото тоа кога се објави поделата за 12-ка, предизвика огромен интерес, бидејќи 12 стварно, како што ги викаш ти, габаритни луѓе се тука у представата и сите сакаат да видат, чекај, што е тоа што овие луѓе ќе го понудат на сцена. Текстот исто сам по себе е доста интересен, тоа е фактички работено под 12 Angry Men, ако ви текнува имаше и повеќе филмови. Има и руски, амерички. Да, има, значи првиот е со Хенри Фонда таму 50 години, мислам, па после има и последен е овој на Никита Михалков, 12 што се вика. Има неколку серии направено на таа тема. Фактички поротниците одлучуваат за животот на едно дете и секогаш се интересни тие причи да се гледаат.
Сите раскажува представата 12 души зборат во исто време, ама немаш онака надвикување нешто доку све иде толку глатко. Како процесот го успеавте тоа да го направите? 12 луѓе на сцена, никој не искача од сцена, никој не се качува дополнително, има моменти на зборење исто сите заедно, ама све е толку е големо. Драматургијата е доста цврста. Значи, таму поротата мора да биде едногласна. Така, значи, 12 луѓе треба да бидат за или против, или ако не може да се договорат, се случува повторно судење. Така да, фактички, треба да се убедат сите. Ако има еден кој не се вклопува во целото милје, треба или тој да ги убеди нив, или они него. И тука е целиот конфликт. А интересноста е во тоа што цело време излегуваат некои нови докази или нешто што е кажано да се види од друг агол на гледање и така да мене ми е тоа секогаш интересно. Само кажам, ти ќе збориш за друштвени игри пошто тоа. Да, јас се разборев. Не се чувствувам. Не, ова ти оставам на тебе прашањата да си ги кажеш ти ја. Процес на работа со Синиша Евтимов, кој што реално е повише познат по комедии, ама сега го направи едно од најтешките драми, онака. Колку и за од негов аспект, например, како режисер беше, па дај да не кажам тешко, ама маце поразлично работа со, да не е толку комедија, да е повише хардкор, онака. Со Синиша е секогаш убаво да се работи, бидејќи он носи една голема релаксираност во процесот на пробите и секогаш дава една позитивна енергија у целиот процес и затоа е секогаш убаво да работиш со него. Втора работа што е многу важна за него е знае да избере добар текст. Знае да избере точно добар текст, да направи добри адаптации на текстот и у глобала 90% од неговите представи се хитови што се гледаат, да. Така да процесот со Синиша е супер, секогаш е добро да се работи со него. Ја едва чекам 28 да ја гледаме представата, пошто Уште кога искочи фотките оние познати. представата, ја отпрем фотките кога искочи, ја не знам за што се работи. 12 интервју ли во еден на еден кај Жаре беа и тогаш уствари свати што е финтата со 12 и кажа дека мора да Не си единствениот, мислам дека едно 100.000 луѓе рекоа морам да ја гледам. Да, и сега конечно на 28 Мора да признаеме дека молевме за карти, му пишавме на Горас, брат, мора карти да се најдат, да се дадат било кога, било кој месец. Ми вика 28 може ли? Одма. Може, не прашувај. Не прашувај. Викаш, познат си по многу филмски и улоги од серии, не знам, Пред дождот, Ах, љубов моја, Исцелител, Happiness Effect. Колку е поразлично за тебе работата од театар, за разлика од филм? Иако го преска го спомнав, ама, например, спремањето, дали е поубаво филмот да го работиш, дали е театарот. Некако, пошто филм ќе отидеш еднаш у кино, има толку и толку време ќе отиде, ама пак представата останува некои добри представи со години. Тој дел маца за тебе што е. Види, филмот останува со децени. Точно. Така, значи ти можеш да изгуглаш, да најдеш, да симнеш филмови и да ги гледаш уште од Посебно денес од Чарли Чаплин па наваму скоро се можеш да најдеш и да го изгледаш. А представата трае колку што трае. Рокот на траење е толку, да кажеме, 5, 10, 15 години. Ако се одржи некоја представа 15 години, тоа е веќе голем успех. Еве, не се клади на енглези, 10 години ја играме и се уште се продава како алба. Поентата ми е тоа дека представата трае сега. Дека ние го делиме тој момент
заеднички. Ние на сцената и публиката. Сега се ствара во овој момент и никогаш повеќе нема да биде исто. Ќе биде слично, ќе биде плюс, минус и енергетски и по тексти, по се, ама никогаш нема да биде исто. А филмот е тоа. Сега го снимаме и останува за вечни времиња, така, освен ако физички некако не се уништи филмот. А процесот, например, мене ми беше многу чуден, затоа што у театар, бидејќи нормално прво се судруваме во Македонија за сега така, со театар, не знам, во другите земји како е, во Србија можда и повеќе снимаат отколку што играат театар. Се гледа. Небитно. Сакам да кажам дека кај нас така е обично, сите ние прво се судруваме некако со театарот и на ФДУ на крајот на краиштата работиме испитни представи кои се театарски, не правиме испитни улоги на филм, туку во театар. Поради што е тоа, извини, ќе те прекинам, поради професорите што повеќе да го форсираат театарот или така треба да така треба. Ние учиме фактички имаме предмет кој се вика интермедиална игра, каде што ти се запознаваш со техниките на снимање на микрофон, како да играш. Сега, например, радиодрамите не се више толку популарни, ама на времето била и сега ти мора да научиш и техника кога седиш у студио, како да не почнеш да се дереш, да викаш, да урлаш, а микрофонот ти го фаќа, нели, секое шушкање со овакво. Така да имаме ние испит кој се вика игра пред камера, ама не ни е примарен. Примарен ни е оваа актерска игра, каде што ние работиме на улоги, на ликови кои се за театар. И одеднаш, бидејќи си поинволвиран, поупатен во процесот на работа во театар, некако ти доаѓа по-логично тоа да го правиш. А филмот кој ќе дојде, ти сваќаш дека за многу кратко време треба да го направиш истото што за театар ти требало месец, 2 месеца, 3 месеца за да стигнеш до еден одреден резултат. И мене на почеток ми беше многу чудно. Имав голем страф од камера. Јас се сеќам на првите снимања кога отидов, бев изваден од памет. Кој ти беше прв филм? А глумиш лудило дека се во ред, дека нема проблем, дека е овакво, па ќе ти стават микрофон, тука ти виси над глава, тука ти дошла камерата, тука еден од оздола нешто прави, не знам, овој ти ка малце рамото сега десно така, другото полево, цврти главата и се тоа треба као природно да личи ти додека збориш. Бев изваден од памет, ама после некако сватив дека морам да станам другар со камерата, дека морам да станам другар со техниката што ме обкружува, дека не смеам да им се плашам, дека едноставно треба да го прифатам тоа и да го истерам. И цело време си викам дали е точно тоа што сум го направил, дали е вистинскиот избор го направив сега, бидејќи тоа ќе го кажам сега, ќе се каже супер, купено, идемо дале, а не сум ли можел тоа подобро да го направам или поприродно, или поточно, или подругачи едноставно. Кога престанав да се бавам со тие работи, мислам дека се освестив и дека станав. На крајот на криштата почна, нели, да се прават и тие проби, што е супер, нели, за да се испробаат, да се договорат работите, да се направи една припрема, пошто ја, например, сите ние бевме фасцинирани некој голем глумец, као ќе снима филм за некој си детектив и година дена, он сега иде по полициски станици, се спрема за улогата. Кај нас тоа не постои, го нема. Такви припреми, да. Прва станица. Прв филм кој ти беше? Па прв филм, мислам дека ми беше Предождот. Предождот? Да.
Тој сега правеше 30 години, така прави, имаше и златна да. премиера, мислам, во опери балет беше или се Не, лажам? во филхармонија. Во филхармонија. Тоа ми беше следното прашање, како е да работиш со Милчо па и тогаш на толков филм. Супер е. Работата со Милчо стварно е добра. Човекот си ја знае работата, ептен е, упатен и интересното е вака како ги анализираш сите филмови сценарија, ќе видиш дека он точно знае што сака, како сака, репликите му се доста точни и прецизни и е многу отворен за соработка. Значи, тој процес што го имавме еве за Кајмак, сега кога го работевме, просто ми изненади колку беше отворен за соработка, да створиме нешто заеднички, значи не беше ни суетен, ни ништо, напротив, беше среќен кога на некоја проба ќе се роди нешто, кога ние нешто ќе понудиме, он беше среќен тоа да го земе од нас, да го прифати, да овакво и нормално да те надгради на тоа што си го дал. Имаш време за гледање филмови? Па ретко се наоѓа, ама потешко. Какви преферираш, да пред домашни или Секакви. секакви? Филмови или серии? Сакам и серии, ја гледам и серии. Кој трилер, нешто така, која ти е сега хит серија, да кажем, последно време? Што беше последно гледано, например? Со насловите сум малце ја скаран, ги заборавам често, ама Исто и еве, например, проблемот е што, значи, ако не ја запамтам, колку и да ми било интересно, дур сум ја гледал, а ако не ми остаи трага у мене, некако ми е forgettable, така како се вика. Мислам дека една од сериите што ми остаи впечаток у последно време, сега гледам трета сезона треба да излезе кај да е White Lotus. Ја рекламираат на HBO. Да. Тоа е многу добра серија. Сакам да почнам да гледам тоа. Пред малку те прашав за Милчо, например, дали е толку тежок за работа како што кажуваат, не знам, по 50 дублови по едно по друго, или како што кажа, си ја знае работата, си знае кој што тера, си ги прави одлични кастинзи. Види, пак ќе кажам, за мене тоа беше стварно пријатно искуство. Убаво е кога работиш со голем човек, Така. кој си ја знае својата работа и кој не е оптеретен со тоа да на некого му се допадне или докаже или да направи нешто едноставно. Кликнавме со него, стварно беше пријатна соработката. И тоа вроди со добар плод, мислам дека тоа се гледа, дека секогаш кога има добра атмосфера на снимање, на работа, тоа едноставно иде и понатаму, преоѓа на публиката. Не, пружи. Не, го гледав јас Кајмак и стварно филмот ми се свиѓаше тептен, онака баш ми не ми беше онаков тежок, да кажеме, као Даст, што беше, баш ми беше онако убаво едно филмче да си го изгледам. Имаше и комедија моменти, баш ми беше онака. И слоевито е. Значи, мене највеќе ми се свиѓаат и представите што ги работиме и филмовите во кои играм и ова, кога има повеќе слоеви, кога ти можеш филмот да го гледаш на различни нивоа, у зависност од она што те интересира. Например, големи представи, големи филмови, големи уметнички дела треба да ги задоволат нашите сетила на секој ниво. Значи, и да отидеш и без разлика и да не видиш еден слој од представата, од филмот, едно друго, да излезеш со едно убаво чувство дека нешто убаво ти се случило тука и дека нешто
те отворило, те натерало да помислиш, да размислиш и така натаму. Може би се многу грубо прашање, ама зошто толку малку се снима кај нас филмови, па и серии? Дали е проблемот само буџет или има и некои странични Мислам проблеми? дека еден од најголемите проблеми е буџетот. Значи, дека не знам дали е прашање на мал пазар или што е, не знам точно, ама едноставно ако не се најдат пари, ти не можеш да снимаш. Тоа колку и да сакаме ние, еве ќе се собереме неколку ентузијасти, ќе снимеме некој адхок филм или минисерија или било што, ама тоа не може вечно да трае. Тоа ќе биде еден Период? па да, еден инцидент би рекол, така, каде што ние ај сега на ура бура ќе направиме, ама тоа треба да трае. Тоа не може да опстане ако едноставно некој не те помогне, бидејќи сепак тоа е скуп спорт. Така да имаше еден период кога се снимија, мислам дека 4-5 серии у една сезон. Да, и тоа беше да. со фамилија Марковски, Да. па На како се терапија, викаше, на на терапија. На терапија. Па преспав, мислам дека Да, почна исто, од таму. да. Почна, да. И имаше уште една или ова Инсайдер. Да. И таа беше Исто. многу интересна, многу ми Значи се имаше свиеше мене. 5-6 серии се снимија у еден период, онака баш беше разхухтано тука се случуваше и викам тогаш кажав и викам само да не биде после муабетот, абе ви текна онаа година кога се снима 6 серии у исто време кога тоа се случи. Значи Да, жал. згаснаа парите што се дава едноставно и тоа прекина за жал. Види, ја мислам дека премногу сме меки ние у однос, знаеш како имаме толку многу телевизии, така, а никој нема собствена продукција. За мене е тоа многу чудна работа, како да ти кажам, еве, као вас тука ќе ставиме 3 столчиња, една маса, 4 микрофона, 2 камери и го пријавуваме тоа као наша продукција. Си имаме тоа не е продукција, тоа е информативна програма или програма од забавен, тоа не е играна програма. Значи тоа не можеш да го пријавиш ти како нешто што е играна програма. Мора да имаш собствен продукт. Па после се научија дека тоа дај приказките ќе ги снимаме, тоа некако прикладно им се виде, народ ги сака, ги гледа и сите почна да снимаат, ајде облечи неколку 2 пара фути и тоа приказките, исти приказки, сите телевизии ги снимаа. Сакам да кажам дека тоа не е креативно и не е долгорочно. Треба да се застане и да кажеш, чекај, јас сум телевизија и треба да имам свој собствен продукт. На крајот на гриштата тој продукт ќе те направи уште по-интересен во етерот и во светот. Според тебе, формула за добар филм. Формула да се направи добар филм. Што е потребно? Види се. Мислам дека ти треба добра приказка пред се. Значи, филмот и представата раскажува приказка. Што ќе кажеш ти со таа приказка, тоа е веќе друго прашање. Ама мора да има добра приказна. После треба да имаш добри луѓе кои ќе раскажуваат таа приказка и еден добар човек кој ќе склопи целата таа приказка. И ако сите тие коцки се склопат, мислам дека може да излезе добар филм. Има ли некој лик во театар или ајде на филм што сакаш да го глумиш и едва ја чекаш приликата да дојде тој ден и да речеш конечно ја добив улогата за тој лик? Ти кажам, неам некоја таква голема амбиција за конкретен лик. Или после толку време, толку улоги, толку представи, едноставно више сваќаш дека како да кажам, секој лик си е свој на некој начин и не можеш да го направиш некој да е поголем, некој да е посилен, да
Абе, треба да си се сака работата, што ја работиш, да си ја работиш со задоволство, да идеш на работа и мислам дека не постои поголема награда од тоа. Микеш, ќе преминеме на твоето најголемо, најомилено хоби. Точно. Овој господинот до мене поише се разбира во друштвени игри. Тие имаш една од најголемите колекции, односно, ајде кажеме, најголемата у Македонија, на Балкан можеби. Не знам за Балкан, Да. не знам, да. Маце грубо да прашам, ама имаш ли некоја бројка од прилика колку имаш друштвени игри дома? Многу. Многу, тој е најсигурно. Бројката е многу. Многу, имам стварно многу, имам многу. Поише од многу е премногу. Да, па може да имам и премногу. Кажи ми, кој беше моментот на, дали се сеќаш на првата друштвена игра што ја земе и што кажа, окей, ми се свиѓа ова, сакам ги земам сите. Види, јас сум некако многу не знам како да се изразам, точен збор да најдем, ама кога нешто ќе го фатам, ја го работам со цело срце. Така и за глумата, така и со игрите. Значи, кога нешто ќе ми се допадне, ја тука се давам целиот и сакам тоа да го правам. Мислам дека ако ги трнеме на страна овие не љути се човече и табла и такви работи, дека прв пат кога се судрив со ризик, беше ризик, мислам, играта, не ризик у животот. Мислам дека тоа онака баш ме свати, викам, види каква интересна игра, не знам дали бе средно или нешто така, или само што почнав со студии, не се сеќавам, важно знам дека тоа едно лето ја открив таа ризик игра и тоа не на оригинална карта, пошто беше тогаш многу тешко да добиеш ти оригинални, со цртана карта, со правени карти, со едни такви од глина мол направени као војничиња, па фарбани у разни бои. И ја кога го видов тој кој изигравме, така, реков, ова морам ја, и јас изземав хамер, нацртав, направив и игравме. И тоа цело лето ја игравме, така. Проблемот што ја го сватив со ризик многу брзо, од кога почнав да ја играме, е дека факторот среќа е огромен и дека ти можеш и да правиш стратегии разни да се билдаш, ако едноставно те неќе зарод, и ти... Ја тоа сум го кажал, чим има зару играта? Коцка! Среќе прашање, џабе, ти што сакаш прави? А многу сакам коцки да фрлам, многу ми е интересно тоа со коцките, макар што неам голема среќа у зарод. Така да, после тоа некако, тоа лето помина со непреспиени ноќи, со играње ризик, со сите тие работи. Некако после известно време ја откривме и Ел Гранде, тогаш со Џамбазов, него му ја донесе сестра му од Виена, и која ја откривме Ел Гранде, која сватив ја дека факторот среќа не е пресуден у играта, дека овакво има многу работи што можеш да ги правиш, дека тоа ми беше онакво огромен скок у сваќањето на борд геймингот. И почнавме да играме исто така, нормално се навлековме ко млади мајмуни, игравме по цели ноќи со табели, со поени, со чуда врагови. И од премногу играње мислам дека ми здосади веќе. И тоа се случи после со следната игра. Се собравме у Маврово, ја носев Ел Гранде, Ризик, Монопол, нешто друго што имавме у тоа време што се наоѓаше. И игравме и сватив дека веќе не ми се игра, затоа што
преиграно ми е. Многу Све пати истото од ново и ново. да, изиграно, макар што ти секоја игра сакаш различно да ја изиграш, ама преиграно некако ми беше. И тогаш решив да купам нови игри, Гоблин да е жив и здрав, нели тука. Значи, они се криви за колекцијата што имаш долу. Тука се прави рекламата за Гоблин. Да, овде Пето ставај доле таму. Инаку Гоблин ни се главни подржувачи на подкастот. Највише си ги сакаме, најавите му вам Катан. Катан 16-ти? Да. 16-ти, втори во лабораториум, турнирот, мислам дека све е пополнето, Све, више све. сите места се пополнети. Така да, Дојдете дечки, да навивате. така е, дојдете да навивате, тие што сте се пријавиле, дојдете да играте. Победникот иде во Штутгарт на светско во Катан. И овде да го ставиме моментот на гивавеот. Да, бе. Така? Си трае. Па Не, ај на крај. на крај, добро. Ајде, на крај ќе го излечеме Може би на почеток има само и список. добитникот на гивавеот. Здраво, здраво, дечки, дали се спремни да го извлечеме добитникот за Катан, македонска веризија која што го правевме со Гоблин. Сите коментари се собрани и ќе дознаеме кој е победникот, Final Winners. И добитникот е Валерија Трајковска. Честитки Валерија, може да си ја подигнеш играта од Гоблин. И се гледаме во овој викенд на државното првенство. Така да, чим сме кај гивави, да најавиме и во соработка со Cineplex доделуваме на 5 души по 2 карти за во петок за Кептен Америка, новиот филм. Така да, дечки, коментирајте, тие што ќе добијат ќе бидат информирани, картите ќе си ги подигнете на благајна. И заборев да кажам за Катан, тој што ќе ја добие и играта на гивавеот, да ќе ја подигне од Гоблин. Исто така. А да му ја донесеме у недела? Не, Гоблин ќе си ја земе. Гоблин. Да. Значи Гоблин е местото и во Па, тоа да. време кај што И отидов, си купивме една игра и таа ја преиграв. Значи, тоа беше, мислам, Доминион. Толку многу ја изигравме и решив, ми пукна филм и решив ќе купам 4 или 5 игри одма. Наеднаш, за да не ми досадат. И така направив, си отидов, си купив 4-5 игри. Вие сте ги играле, сте ги изљуштиле боите, онака више. Буквално тоа се више буквално Пошто- уништени. Пошто на пример видео игра, ќе ја купиш, ќе ја играш, ќе ја свртиш едно друго и ќе те здосади. Пак боргейм ќе го играш многу пати, ама више боргейм кога ќе дојде да ти здосади, значи Не, види, тоа е убавината. Ту друштвениви игри у бордгеймингот е добар и социјалниот момент, што мора да се собереме, да се договориме, да дојдеме, да играме, ќе си направиме муабет, ќе се зезаме, а со видеоигрите си некако сам. Тука си, ако си онлайн, ако Да, се не е слушаш, исто, не е. ама тука и физички сме присутни, на иста маса играме. И така почнав да ги собирам. Сватив дека е поубаво секогаш да не ги преиграм игрите, да не ми досадат никогаш и некој кој ќе спомне некоја стара игра, ајде играме тоа и да ми е кеф, да викаме, и стварно бе, одамна не сум играл, дај да изиграм. Ти го- ја имаш нормално. Не, немам се, не можеш не, се се да, шалам. да Нормално. имаш, да. Што сега да те прашам? Имам една игра дома, Марсупилами. Играта си имам, све имам од играта, ама упатствата ги немам. Да не знаеш од негде каде барав на интернет, не можев нигде да најдам упатства за играта. Не знам, тоа ја имали на Board Game Geek. На Board Game Geek ја има, Епа, мислам дека ја има. Чекај, баш ќе проверам сега.
Баш ќе проверам сега. Прајте си муабет. Значи, ако ја има, таму имаш и форуми, имаш и файлс, може да некој постирал. Тие што не знам да Прави. кажеме, Board Game Geek е Facebook за друштвени игри. Да. Тоа е, колку дремеш на Board Game Geek? Па види, ја гледам да не сум зависен од тие ето е. социјални мрежи, дремам, значи ако на нешто дремам, значи не дремам ни на Facebook, ни на TikTok, ни на тоа како се вика Instagram. и тоа и го немам ни TikTok. Пробавме сега да најдеме, нигде те нема. Да. Само на Facebook ми има Да. и тоа ретко го отварам. Али на Board Game Geek идам затоа што таму обично идам да проверам некоја игра, што е, како е, што кажале за неа, да изгледам некое видео, ако има туторијал за играње, да видам што кажале по форуми, по такви работи. И тоа е оно што ме интересира у моментот. Значи, конкретно го отварам, не го отварам за да проверам нешто, него ако ме интересира некоја игра што сакам да ја земам, да видам што има за неа, кој е рейтингот, што кажало комјунитито за неа и такви работи. Имаш моменти, например, ти влегува жена ти и ти вика, пак ли дремеш на Board Game Geek? Или те прифаќа у хобито? Сега за сега ме прифаќа. Тоа е добро. Тоа е добро. Ја најдов ја си играва, ништо нема за играва на Board Game Geek. Форум, Нема. Значи, 100% 100% коментари. Не, бре, 100% некој бутлег е на Видео, не бе брат, си постои, како игра си постои. Ама ја и чат GPT го прашав за игра, ми даде некои правила, ама не се тие Не знам, дај да видам, има некој Слика има. Дај да Има. видам. Еве, само да ја ставиме на Сега поголем. мастерот ги кажа. Купен е, знам дека е купен у Тинекс, тоа се сеќам као да беше вчера со мајка ми као на шопинг и као играма може Ама и као тоа да е се- нешто Ајде, као може. до ние, знаеш што ги даваат као Шесуетно. да, као приде на нешто. Не, баш е Да. тврда е корицата, човечињата си убави со пластика, коцките не се обични, туку знам дека ги лепевме као бројките на коцките, ти кажуваше како да се залепат, па скршена гранка има на една коцка и картичките се гледат, дека квалитетна играта, не е од оние 6 игри за 100 денари игра. Па треба да не знам. Ама си играм со Сидми на наш начин, така да. Чекай, на Board Game Најбаво. Geeks може да напише, например, да напише игра, да прати фотки, нешто, да најде човек што ќе му ја препознае, или? Па види, не знам до толку, ама има форуми, може треба да напишеш тука на форум, тоа е, дали мислам. некој знае што знае Ќе ова. пробам да Кажи година, една друга. не бе истава, ќе се потрудам малце повеќе околу игра. Кажа патување во како си каше Есен. есен. Тука малце сакав да те прашам, ама ќе ми кажеш од времето од почетокот од првото идење и како сте се Види, пакувале. ја не сум бил многу, 2 пати сум бил само у есен. Ама првото идење беше стварно, како да ти кажам, тоа за секој што сака борд геймови, што игра овакво, топло му го препорачувам, тоа мора да го доживее тоа. Значи кога влегов, тоа е прво огромни се халите. Хангарица. Огромни, стварно огромни, 6 комада, плюс тоа измеѓу нив, па што да ти кажам, и цели препуни со издавачи од цел свет, со луѓе од цел свет, дојдени тука. Ја кога влегов бев као дете у швајцарска сладкарница, вака избезумен, кај Вили сум, Вонка, што сум, да. Буквално толку бев возбуден што на првиот штанд си го заборев мобилниот. Бев цел ден без мобилен, после среќа таму се поштени па ми го вратија, нели? Технологија, Да, не хартија да. само, не ќе Да, феноменално искуство. Кој година така. првото ти да? Па не се сеќавам сега точно кога беше.
знам дека отидовме со Иво другарој што Нешковиќ? со Иво Нешковиќ, да, со Бутиковски, со Филип. Бевме банда и нормално беа таму Аркона Геймс, они исто издаваа у тој период игри. Чеки на GG беше трета сезона негде 2018, тогаш кажа прв пат, значи 2018 излега прва. Па не се 17, сеќавам, не 18, се сеќавам да. точно. Само да кажеме, за тие што не знаат, есен е најголемиот саем и да, Че, саем шпиле тоа, така или? Да, есен спиле, да. Есен спиле. шпиле наградата. Аха. Оскарот за најбоља како се Со друштвена игра. колку игри се радивте тоа, знаеш? Првиот. Многу. А и дали отидовте со кола или со авион? Со авион. И како ве собраве? Ако сте купиле многу игри? Па вака И на царина не ви праве, дечки, 6 игри. Да, зварно ти. Па не ни правеа некој проблем. Не знам игрите како се со царина, со Празни така, куфери за идење. Не, за идење имавме празен куфер и куфер у куфер, нели, ставено за да отидеш до таму, а таму се вративме нормално со препуни. Со 3 чекирања. Да. И купивте уште еден куфер таму дека не ве собираше. Па беше држ не да и за тоа кажувам дека тоа е игра исто што ја играш на крај пред поаѓање, затоа што ти тоа мораш одеднаш нешто што е толкаво габаритно да го ставиш у толкацко, што е па ставаш кутија у кутија од игрите, па компонентите, па ово, па после дома кога ќе дојдеш уште поголем проблем, затоа што чека оваа кесичка од која игра беше, оваа од ова, пошто тоа е све измешано за фино да го исполниш просторот, така. Па иди дигни го после куфера, така може. На аеродром преку 20 килови. Па не, нормално мора да мериш точно да имаш. Да, и тоа го се има. Да. Каже како дето у швајцарска сладкарница, ама колку игри успеа да изиграш барем таму, пошто колку време имаш или дали си отиде спремен, например, секам тоа да пробам, Знам тоа. дека луѓе идат спремни, као си имаат Имаш на план. Board Game Geek, Као да идат. секогаш пред есен, Е тоа. излага една листа на игри, што ги има, што ќе бидат Да, мраз поред. изложени на есен. Имаш ти фактички на целиот саем имаш кои штантови, кои издавачи ќе ги држат, колку големи, цели шеми имаш. И ти почињеш да ги гледаш. Тогаш губам време кога идам за есен, гледам што игри има, како кои издавачи што издават, кои дизајнери, пошто си имам и омилени дизајнери, нели, ако имаат нешто ново, сакам тоа Еден да од го нив имам. е Да. Мичо. Мичо не е Мичо. дизајнер, Мичо е Мичо арт. Да, сгрешиш. И како се вика, и ти фактички тачно може да се видиш која игра на кој штанд ти е све што те интересира. Нормално тоа не е ни печеje се после, пошто на самиот саем се случуваат и други моменти каде што ти имаш исто што е многу интересно, штандови кои продаваат секонд хенд игри, кои продаваат такви работи, така да се имаш штандови кои се бават со аксесори за игри, со додатни пиунчиња, со не знам кутии, со такви работи. Со коцки, со тоа, Знаеш дека ова не го знаев, ова е прв пат да слушам дека има и Second hand? дополнителни работи, да. Аха, Не или би Има текнал. за Аксесорис, Magic исто да. има за аксесорис имаш за Magic, имаш за ова Warcraft, за се. Warhammer, Warhammer, све. Знаеш, сите кога доаѓа, кој збора за шпиле, за есен, има игри, ама не ме текнува бе second hand. Не, има дури и за овие, како се викаат тие role-playing game за костимирање, за правење тоа што прават. Косплей. Да. Се има, значи се што те интересира. Посебно Германија како што хобито е онака Значи крвта има. толку е големо што ти тешко можеш да го
изодиш. И ако евентуално не знаеш кај ти е точно што, можеш да го бараш цел ден и да не го најдеш тоа што ти треба. Еве, например, ја не скоро и да не играм друштвени игри, он игра малце. Ние ако отидеме, што да правиме ние двајца на есен? Да Што уживаме. барате вие? Што бараме, да. Сега да ти кажам, ако не ти е интересно, нема да ти биде интересно. Значи ти ако немаш желба да играш, да седнеш, да видиш, можеш чисто да пројдеш да видиш као доживљај, ама ако тоа тебе не те тангира, нема зашто да идеш таму. Фер, да. Види, бордгеймингот у светот има се поголем замав. И многу луѓе почињаат да играат и не е само есен као саем кој есен е еден од најстарите и најголеми и најпознати. Иначе ти имаш у Нинберг, имаш у Берлин, имаш у Германија, имаш сигурно уште едно па минимум 10 уште и кои се бават со конкретни работи, например некој е за прототипови, некој е за барање паблишери, некој е исто продажен као што е овој, некој е за промоција. Значи има разни типови на саеми за бордгеймови. Зборам само Германија, пошто Германија е мека и медина на бордгеймингот, да, на друштвени игри. А у светот ги имаш уште милион, значи сега почнаа дури у Стокхолм, у Лондон, не знам, у Америка ги имаш исто едно 10-15 саеми, така да ти ако фатиш да идеш по саеми, цела година некаде ќе идеш на секој 10-15 дена. Ама есен е најголемиот и најпознатиот у суштина саем за И као викенд трае као 3 дена е? Мислам дека 4 дена трае, 4 дена. Требаме да идеме. Нема веза што не, чисто Него јако ми е да се пала на гиковски работи. Четири- работи. Првиот ден е резервиран за гикови као мене и сите останати кои дошле од Индија, од Пакистан, од Јапан, од Кореја, од Бразил, од сегде, од цел свет дошле за да бидат дел од тоа и се сите као кучиња пуштени од ланец, онака. Давај. Седнуваат, играат, пробуваат игри, има маси многу за да ти ако сакаш, нели, имаш интерес за некоја игра, ама не си сигурен дека дали ќе ти се допадне, можеш да седнеш да ја пробаш, има таму масас или ако нема у моментот место се запишуваш, пробуваш, купуваш, значи милион луѓе собрани. Вториот ден е порелаксирано малце, значи кога ќе пројде тој првал на такви овакво е доста порелаксирано, обично идат тука луѓе, студенти од Германија, од Аустрија, од вамо, таму има организирани автобуси што доаѓаат, али најинтересно ми е што последниот ден, значи кога се растура сајмот, кој не е фактички ни цел ден, се појавуваат фамилии. Значи, татко, мајка, 2-3 деца, сидат со 2-3 куфера и само ќе се застанат и си го пунат куферот и ќе се напунат за цела година и си идат натаму, затоа што фактички у Германија постои огромна традиција на играње на друштвени игри и децата им растат со тоа цело време. Има за различни возрасти, од детски до family type игри, па после малце посложени и така натаму. Така да у голем подеме целата оваа индустрија со бордгеймови, само што кај нас тоа иде малце поспоро, макар што сум задоволен од нашето комјунити сега што е тука. Ја баш сега 4 години е поголемиот и со него сега го воведувам во светот на друштвените игри. Почнавме со нормално не лути се човече и сега сме ја играме дабл Да, супер.
од Говлин ја Да. земав и сега сакам да му земам уште некоја. Па вака е шо ќе ми препорачаш ти за 4 годишно дете. Па види, Double е супер. Таа е топ игрица и најинтересното е со Double што не мораш ни да им попушташ. Не Ќе бе, не му видиш, попуштам, ме они- победува. Они за многу брзо па време поише ќе може да се снајде од тебе во однос на тие препознавања на сликичките. Али има еден куп од тие детските што од 5 веќе имаше сериозни игрици да играш со нив. Као што е, да кажеме, ова My First Stone Age, My First Carcassonne и така натаму и така натаму. Јас ја гледав онаа Катан Kids, што е. Да, и таа, таа мислам дека е 6 плюс или така нешто. Не сум сигурен, 5 плюс. Не, абе, гледај, и тоа што е, па ајде да кажем и 6 плюс, па не мора да значи дека детето ќе нема да ја свати ако е помалон. Види, јас затоа отварам Board Game Geek и таму има, например, возраст. Пишува, да кажеме, 14 плюс, али има и комјунитито, што вика. И то, у комјунитито обично прават од искуства на играње и оцени, пошто на некои игри мора да стават, да кажеме, дека е 14 плюс заради разни порези, даноци или инспекции за пошто ти ако ставиш 5 плюс, 6 плюс, 7 плюс, 8 плюс, не знам до кај иде, подлежат на поголеми контроли игрите отколку кога се за повозрасни групи на луѓе. Така да таму на Board Game Geek, кој ќе отвориш, ќе видиш пишува, нели, возраст 6 плюс, а комјунити вика 4 плюс или 3 плюс може или 5. Значи да ќе го разгледам и тоа убаво. Да. Што друго ме Марио има? Интересира Шпиле вториот пат. Дознав дека сте иделе, мислам, со кола и сте пробувале Тетрис онака да пробате у гепеци да ставате колку можете игри. Не. Или не? Не, и вториот пат бев. И вториот пат бев со авион. Се надевам дека еден ден кидам со кола натаму. Со комба, некако све со Мичо си го врзувам, пошто он се плаши од летање. Ама ќе видиме. Понатаму. Вториот пат бев и полуприватно, полуслужбено, што се вика, затоа што тогаш ја спремавме оваа играва Monsters on Board, што имаме дизајнирано со Иво и со Самуил. И уште беше у фаза на припрема, каде што ние покушававме плейтестинг, нели се вика таа фаза, каде што бараме рандом играчи, играме и гледаме фидбек, запишуваме што е, како е, што се конта, што не се конта. Значи, уште е у фаза на стварање играта, така да таа година исто ја демонстрирав играта, што ја спремам. Тогаш не беше издадена, само беше у фаза? Не. Беше фактички во тестирање, во фаза на тестирање и нели си пушташ тизерче, фаќаш луѓе им ја презентираш, овакво да се чуе добар глас за играта и така натаму. Прекрасниот арт на Мичо. Да. И како кој е као пример се имал таа ти игра замислен уште претходно како би идела и играта, па не знам, па си му кажала на Самуил, па дали ти текна преку вечер таа играта, да кажем, или за Monsters on Board конкретно, или претходно види, ти си сакал да направиш игра, до негде си имал некаков концепт како би била играта, ама не си бил скроз сигурен. Пака, баш преска го спомнате Джиджи на Горест, така, бев таму гостин. И исто,
дојдов со игрите и го напунив целото студио. Се овага. Со милиони игри. И таму спомнав прв пат дека у глава имам многу идеи за бордгеймови. Дека едноставно дека некој сум ги запишал, дека некој, ама дека ми фалат луѓе за да можам тоа да го направам, затоа што ја сум некако така тимски играч. Сакам. Тогаш кажа процесот ти да направиш игра е далеку од реалност, ама дојде очигледно луѓето се сквопија Па да, и после Джиджи ми се јави Самуил, вика, друже, вика, и јас сакам, да, ајде, вика, да правиме заедно игра. И почнавме да правиме една доста комплицирана, доста сложена игра, и некако тоа тој хаос, пошто стварно комплицирана игра е тоа, што сакавме да ја правиме, некако се заморив у еден момент и легнав вечерта и станав со оваа игра. Значи станав, требаше да се најдеме со Самуил, му викам, извини, друже, викам, дај ми едно 3-4 сата само да исечам, да испринтам нешто, да направам и доаѓам. И отидовме, се најдовме со Самуил, викам, ова све што го имаме правено, сега го конзервираме, викам, за некои добри, имам ја нешто ново да ти покажам. Му покажав Самуил, почна, джабе ли работи, викам, гледај, само молим те, ова, она, хајде да пробаме, пошто малте не беше више игриво, можеше и да се опипа, да се пробавме, направивме, вика, и ова, има могуćности, почнавме да работиме, отидовме, го уклучивме Иво Нешковиќ и некако и него го фати целата идеја и ете, се роди тоа. Monsters on Board беше за колата? Да, со вакото. Пецо, треба да најавиме реклама, уште не? Добро. Почекаат реклама. Да, со човечињата што ги ставаш у кола и нешто ги возеше. Значи ја донесов за се. Тоа е со игра да. со драфтање на коцки, значи има многу коцки, има околу 90 на коцки. Да, толку беше. Знам со колите дека си се возев тука ли Зимаш студио. 4 коцки, ги ставаш во кола, бираш една и колата ја возиш на другите и така бираат. И у зависност каква боја коцка си земал, така ги предвижуваш и тие монстери што ги имаш. Ако сакате да ја видите детално, гледате епизодот со Arcona Games. Аркона, да, баш Со ја... Final Frontier, извини. Да. Точно. Со Final Frontier Games. Баш ја отворив таа игра, дека ме интересираше каква е играта, што е. Мичо Артот брати влегу око и мора да го Одма знаеш да го дека е пипнеш. од него прави. Одма чим каверот ќе видиш, знаеш дека е од него. Чекам малце, добро. Имаш нешто за уиднина, нешто правиш некој игра или Ексклузивна или си најава. на стендбај во моментов? Овој период, значи, имав у план да седнам и више направив кроки, скици, све што треба да има во играта. Поентата е што у мојава професија, нели, вистинска професија што ја имам, е или ич или брич, нема, бар кај мене никогаш немало златна средина. И така да, како фатевме од септември со 12-ка, преку пратеник, сега ја работиме и варвари, не сум имал, што се вика, време за асално со децата да се видам, а камоли за нешто по-сериозно. Пошто ова сепак бара да се посветиш, да најдеш време, да посветиш, да правиш и да живееш еден период со тоа. Например, додека ја стваравме Monsters on Board, цело време бевме у линк, ние тројцата. Мене ќе ми текну едно време нешто за играта и ја горев од желба брзо да им се јавам, да им кажам, да споделам, за да и они почна да мислат на тоа и за утре кој ќе се најдеме да работиме, да имаме нешто оваква. Сега стварно ми беше понапорен периодов на професионален план, така да се надевам малце кој ќе се изрелаксира се, ќе се вратам. Они си стојат тука, не бегаат,
Лецка. Така, Есен секој година го има. да. Така А. да комплетен сум више и со тие за сечење карти, за правење, за ова можеме да правиме Да. плейтескопи, така да Го спомна тоа, дали кога се прави игра, ти им носиш се и викаш, дечки, ова играта само ми треба некој поубаво да ја нацрта. Или им викаш, или им ја даваш идејата, па викаат они, па според твојава идеја ние ќе го направиме артот и тие види, Скици и секој остало. паблишер си има своја политика и си има различен пристап у оваквото. Нормално и секој дизајнер, ја не сум дизајнер на игри, ја сум љубител на игри, кој мисли дека може дека евентуално моето знаење и познавање на разни типови на игри, многу изиграни партии, би се дрзнал да дизајнирам игра. За среќа многу добро пројде играта, значи баш е добро оценета, влеговме у еден куп топ листи за без разлика за што ги прават, за дали за механика, дали за тема, дали за не е ни важно. Важно добро пројдовме, така да кога дизајнираш игра, веројатно овие големи дизајнери кои се овакво им носат некои си скици, картички нацртани на рука, направени, им кажуваат ова е играта, артот после е друга работа. Тоа си се нас, например, Monsters on Board првично беше игра со возови. Ја и Иво многу сакаме возови, сакам игри со возови. И инспирацијата беше од една игра која ја игравме, која ни остави голем впечаток, ама е скроз друг начин скроз друга игра е ова. И почнавме да ја правиме така, со вовчиња, со станици, со исто е, значи драфтање коцки, се е исто, само што нема Final Frontiers решија дека не им треба игра која би била со тема возови во ова море на игри, каде што има милион игри со возови. Ticket to Ride. Да. И решија да смена темата. Кога ќе смениш темата, автоматски тоа повлекува да смениш и некои ситни работи, механики. Тоа е веќе процес, ама тоа е спаѓа у девелопмент на играта. Значи има луѓе кои се бават со тоа. Например, ние која дадовме играта, им викаме, еве, ова е играта, значи, плейте Скопје, без арт, без ништо, нели? Ова е играта, вака се игра, ова се правилата на играта, едно друго. Има проблеми, да кажеме, у бодување каде што треба да се избалансираат за секој да има тоа. И сега девелопментот на играта е скроз друга дисциплина, каде што девелопери, луѓе кои ги знаат механиките, ги познаваат игрите, ја доправаат играта за да биде тип-топ кој што треба. И дури на крај доаѓа артот со вакво. Финално, Да, да. да. Приеска спомна дека имаш и некои омилени издавачи и креатори на друштвени игри, кои се тие? Например, топ 3, што кога знаеш дека они кога прават игра, знаеш дека ќе ја купиш, па што ги сакаш поради тоа и тоа. Исто е, значи, не можам да направам некој си топ 3, има стварно дизајнери кои секогаш знаат да изненадат со добра игра. Например, и што е најважно, се појавуваат и нови дизајнери кои до вчера ги немало, ама одеднаш стануваат многу битни у индустријата и прават многу добри игри, со многу добри механики. И секогаш кога ќе видам дизајнер кој ќе ми отвори чакри, ќе кажам, да бе човече, како ја ова не сум можел да го видам, да смислам вакво нешто, ме фасцинира. Има многу, значи, почнувајќи од Wolfgang Kramer, Kinsling до преку многу ги има, да не ги набројувам, ама секогаш тоа се едно 15 дизајнери кои многу ги ценам, многу ги сакам и секогаш
кога ќе понудат нешто ново, би сакал да го пробам, ако не да го имам, бар да пробам да видам како се игра тоа. Да, скроз. Која игра ти у последно време онака конјак сакаш да играш? Последно време имам многу малку време ја за играње. Која имаше малце поише време. За жал и кога ќе го пригравам тоа времето за играње, сакам да пробувам нови игри. Значи, ако можам да бирам игра што не сум ја играл до сега. Сакам да пробам нешто ново, да видам нови механики, нови начини на играње и такви работи, така да ново. А иначе, сега за сега, децата ми се главни соиграчи, они еве у последно време покажуваат поголем интерес за играње, така да со нив играм, више се у фазата на играње на Family Games, значи не играме само Child Games, него више и Family Games почнавме да играме, значи почнувајќи од 8, 9, 10, еве 10 плюс играме без проблем, така да. И кој играви он? Па еве сега последна, например, што ја игравме, беше Harmonis и вака навидум изгледа наивно и по арт и по све, ама е доста сака да го уклучиш мозочето ако сакаш да победиш, така да феноменално е игра, баш сум задоволен. А дали играш со нив да ги победиш? Или играш као да... Они осеќаат. Да ги видиш... Ако ти им попушташ, они ќе те осетат и не им е интересно да играат така. Значи, мора да играш као со рамни на себе, за да овакво. Па некогаш ќе победат, некогаш ти ќе победиш, Дали... а некогаш ќе направиш за они да победат, да. Муаветот ми е, дали некогаш го правиш некој потек намерно, за да видиш на нив дали ќе им текне да го, пример, појма немам. Овде има човече твое, а ако го мрднеш овде, може да ти го зема. Не, обично, ако изиграат нешто што е нелогично или има подобар потез со тоа што би го изиграле они, знам да им кажам, ама од која ќе изиграт, тато зашо можеше не играше, ова. можеше ова да го направиш, и се, да, можев или или, например, што знае да ми изненади, да ми кажат, да, ама ако играв таму, ќе се случеше ова и ова. Нова тактика. Така да, они си имаат у глава некоја своја логика, некојам да им наметнам нешто што е мое, као начин на гледање на ваквото. Сакам они да имаат своја креатива у играњето. Ја немам више Колку? прашања, да. Се задржавме. Саат и 40. Машала. Добро, очекувам поише, ама... ние се Супер тамане. морам уште едно прашање. Ајде. Новата представа што ја спремате со Милчин. Варвари. Многу голема екипа. Да. Како е чувството на, како да кажам, враќањето на Милчин во МНТ и режија на таква? Па Голема види, представа. голема е представата. Мислам, многу луѓе се инволвирани, многу глумци. Текстот е интересен. Ги имаме сите предиспозиции да направиме добра представа. Сега тргаме со таа намера, што ќе се случи, ќе видиме на премиерите. Само ради Милчин, пошто се враќа на 92 години, не знам колку има. Не знам точно колку. Годините има. само бројка, ама сериозен човек за сериозна место. Микеч, таа камера, ако имаш нешто да испромовираш, да кажеш нешто што не те прашавме, а сакаш да кажеш, Тоа ќе биде сега. да ги поканиш луѓето во театар. Слободно нека дојдат, така. И во театар, Гоблин да и ги- на игрици, и на И на се. Gang Day што го организираат Гоблин, уште чекам вториот, не, Третиот. да организира. Вториот така пројде да. без мене, пошто не бев информиран. Односно, Не бев слабо отварам Facebook и тоа и така да сега ги замолив. Ако
може да ми се јават лично. Ако може птица да пуштам Галеб, птица. галеб, Галеб со писменце онака на односно голуб, не галеб. Да. Фала ти што дојде. Фала ви вас. Па се надевам ќе се видиме во некоја друга Викендов на каде? Дојдеш? прилика. Па би требало да дојде. Не, па таму ќе се. Јас се пријавив за учество, така да пазете се. Штутгарт доаѓам. Ја, ма смени кадра по точен момент. Ништо ечки. Фала ви многу што не гледавте. Се гледаме пак, тоа е тоа од нас. Ќе биде. Ќе биде, Пецо, ќе биде. Добро, окей, фала ви многу што не гледавте, се гледаме наредна недела. Со некој. Чао. Квапата. Кај? Е сега, чао.